Јас сум Даниел, млад човек, кој како и сите други луѓе ги води своите животни битки. И во мојот живот имало периоди на подеми и падови, на препреки и убави моменти, на разочарувања и неизмерна среќа. Како секој човек, и јас имам своји соништа. Велат, кога човек ќе престане да сонува, тој престанува да живее. Но за овој мој сон, би сакал еден ден да кажам: јас имав сон. Имам завршено математичка гимназија во Радовиш и од тогаш од кога завршив со школувањето, почнаа проблемите со моето тело, односно дегенеративна болест, Бехтеров синдром, кој што ме искриви, почна да ми се искривува кичмата, се повеќе да не можам да се движам и залегнав во кревет. 2-3 години бев неподвижен, не можев ни чекор да дадам. Станав несамостоен, не можев да функционирам. Јајца има ли? Има. Колку се јајца? 10 денари. Ајде ќе ми ставиш 10 јајца. Мојот сон е да се осамостојам и некако сам да можам да ги извршувам работите и сам да можам да се грижам за мене, едноставно да престанам да примам помош од другите луѓе. Кога не можев да функционирам, кога бев многу болен,
Тогаш се појавија некои луѓе во мојот живот кои што ми помогнаа, моите другари, моите пријатели кои што се околу мене и што ден денес ми помагат. Банката за храна кој што редовно ми помага и организацијата CBF кој што ме поддржува. Едноставно ми ја појачаа и вербата во себе и вербата во убав живот. Помошта се состои од храна и хигиенски прибори. Колку толку ми помагаат да можам да го издржам ова секојдневие. Тони се појавија и ми понудија да ми направат кокошарник за да живеам во село и другите работи кои што ги носи самата природа. Градбата на кокошарникот за мене значи, ние како што знаеме со мајка ми да се нашалиме, хотел за кокошки. Врската што ќе ја имам секој ден, тоа треба се направи, ово треба се направи, нели, јас иако сум така малку ограничен со движењето, но мислам дека овие ме исполнуваат, ми даваат подлабоко да вдишам, едноставно ми даваат живот. Ние ме замисла отпосле да некој исто како мене што е човек, така што е ограничен, да можеме исто да му помогнеме. Например, јас можам да му давам кокошки од моите произведени петли, да може и тој самостојно да почне да работи, така да функционира и тој, ако има желба, нормално, се разбира. Морам да го одржувам своето тело, бидејќи работата на фармата бара ангажираност и посветеност. Треба да ги нахранам, вода да ја дадам, да ги соберам јајцата, да исчистам, затоа што и тие се живи суштества и бараат внимание, посветеност и љубов, како секое друго живо суштество на оваа планета. Остварувањето на мојот сон има свој почеток. Кога не знаев што да правам ништо друго во животот, тогаш ми се појавија двајца луѓе, Џеф и Душко,
кои што ми предложија да направиме една фарма. Тоа беше прекрасна идеја, прекрасен сон што се вели. Јас со задоволство прифатив, бидејќи знаев дека е нешто добро. Проектот официјално беше промовиран во јуни 2022 година на настан со име Звездите против ковид кризата. И оваа идеја доби свој среќен крај во мај 2023 година. Јас знам во каква состојба сум бил, знам какво е тоа чувство. Сега знам дека можам да помагам и на другите со тоа што ќе го работам. Сега сакам и тоа да го споделам и со другите, и јас да можам да бидам од корис на сите што сакаат помош. И во ваков облачен и дождлив ден се случуваат убави работи. Затоа што сонцето таму некаде секогаш силно свети за сите нас. Од денес за мене почнува нов живот. Ништо нема да биде како порано. Завршија моите денови на нестабилност и зависност. Имам своја работа, своја заработка, остварена со мои раце и чесен труд. Јас имав еден сон. Денес мојот сон стана реалност. Соништата се остваруваат ако цврсто веруваме во нив. Се надевам дека овој мој позитивен пример во иднина ќе помогне и на други луѓе. Посакувам еден ден некој да дојде и да ми каже: Даниел, ти си причината заради која не се откажав од моите соништа.